да не се повторувам со премиерот Заев и со мојата колешка копредседавач на интерпартиската парламентарна група во однос на одлуките кои што ги донесовме и на првиот и сега на вториот состанок, морам да кажам дека примерниот дух на дебата кој што се води помеѓу членовите на интерпартиската група се стратешките цели и интереси на Република Македонија, тоа е заокружување на процесот на уставни измени, добивањето на членството во НАТО и секако важниот процес на отпочнување на преговори со Европската Унија, која што искрено ги очекуваме да почнат во јуни следната година. Сите овие процеси се комплементарни и секако примерен интерес на јавноста и на медиумите. Сите заинтересирани за овој процес и работата на групата е фокусирана на закон за амнестија. Јас можам слободно да кажам дека работните групи и тела имаат мандат, бидејќи го имаат веќе и составот, ги имаат и представниците од владата што ќе учествуваат во работа на ова тело, ги имаат сите механизми што им се дадени согласно одлуката, да вклучуваат и други пратеници, да вклучуваат правни експерти, да вклучуваат Македонска академија на науки и уметности, цивилно општество, медиуми кои што можат да сугерираат и даваат решенија за овој комплексен процес, кој што е повторно, ќе кажам, во интерес на стратешките интереси на Република Македонија. Широк е фронтот за дебата. Важно е дека сите ние кои што учествуваме и представуваме политички партии во интерпартиската парламентарна група, имаме јасно изразен консензус дека патот на Република Македонија кон помирувањето и релаксирањето на општествено-политичката реторика мора да почне од Собранието на Република Македонија, за да може да рефлектира позитивна атмосфера за процесите кои што ќе обезбедат иднина на Република Македонија.